Љупчо Палевски и останатите соучесници, обвинети за грозоморното двојно убиство на малата Вања од Скопје и велешанецот Панче, ќе седнат заедно на обвинителна клупа на 4 септември. Скопскиот кривичен суд го прифати барањето на обвинителството и во една постапка ќе суди кој е организатор и реализатор на двојното убиство. Ваквата одлука доаѓа откако обвинителите ја завршија истрагата за првоосомничениот Палевски, кој што во мај беше екстрадиран од Република Турција, а бидејќи се работи за исти случај, судот го презакажа денешното рочиште за 1 месец. Имајќи предвид дека истрагата против осомничениот ЛП е завршена и по истек на законските рокови по известување за завршена истражна постапка, ќе биде изготвено и поднесено обвинение, кое се однесува за истиот кривично правен настан против 4 други обвинети, а воедно се работи и за исти докази од основното јавно обвинителство Скопје согласно член 28 од Законот за кривична постапка ќе биде поднесен и предлог за спојување на двете постапки. До овој момент обвинението за Палчо се уште не е поднесено, како што Алфа објави претходно, истрагата против првоосомничениот во случајот е завршена. Постапката започна откако Турција го испорача Палевски во Македонија, а какви докази се собрани и што се има во нив, засега не се открива. Одбраната во меѓувреме одлучува кои аргументи ќе ги приложи во корист на Палчо. За громорозните убиства, освен на Палчо, ќе им се суди и на Боре Видевски, Велибор Манев и Владко Кешишев, како и на таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, кои се осомничени за помагачи во убиствата. Откако беше екстрадиран од Турција, Палевски беше на распит пред судија на претходна постапка во Основниот кривичен суд Скопје и тогаш тој пред новинарите кажа дека не се чувствува виновен за убиствата на малата Вања и велешанецот Панче Жежовски. Сторивте ли нешто? Дали ги извршите убиствата на Вања и на Панче? Не. Ке се браните ли само молчење? Не. Имате ли докази дека не сте сторител? Имате ли докази дека не сте сторител? Какви? Малолетната Вања Ѓурчевска беше пријавена за исчезната на 27 ноември, а беше пронајдена мртва во атарот на селото Бразда на 3 декември минатата година, кога во близина на Велес беше пронајден и мртов велешанецот Панче, кој пак беше пријавен за исчезна на 24 ноември. Според обвинението, девојчето било киднапирано од влезот на зградата каде живеело, откако нејзиниот татко им кажал на грабнувачите кога ќе излезе за на училиште. Вања била одвезена со автомобилот на велешанецот Панче, кој бил грабнат на 22 ноември минатата година.